Почитувани представници на медиумите, почитувана колешка Тренчевска, почитуван градоначалник Митовски, председателка на Советот на општина Крива Паланка, Изабела Павловска, почитувани директор на Центар за социјални работи, представници на општина Крива Паланка, кои што активно работеа токму на овој проект, каде што денеска вршиме увид и посета на местото каде што преку капиталните инвестиции на Министерството за труд и социјална политика ќе никне, како што и тоа беше потенцирано од страна на колешката, токму еден од најубавите домови за стари лица, благодарение на одличната соработка помеѓу локалната власт и помеѓу централната власт, точно да ги детектира капиталните проекти на кои што треба да се фокусираме. Како влада со конкретни вакви мерки и проекти докажавме дека овој регион, североисточниот регион и Крива Паланка се развиваат како никогаш досега. Докажавме дека водиме искрена грижа за сите граѓани. Се грижиме за сите и за нас граѓанинот е на прво место. Тоа се нашите принципи и нашите вредности. Така продолжуваме и понатака. Граѓаните знаат дека за нас дадениот збор е обврска да го исполниме тоа што сме го ветиле пред граѓаните. Докажавме и дека платите може да растат, дека може да растат и пензиите, да има изголемени и навремени субвенции за земјоделството. Денес минималната плата изнесува 22.500 денари, а просечната плата изнесува 40.000 денари. Ако направиме споредба, до 2016 година минималната плата изнесуваше 8.000 денари, а просечната плата нешто на 20.000 денари. Докажавме дека за повеќе од 50% во овие неколку години растат платите, растат и пензиите. Растат и пензиите, па така денес минималната пензија изнесува 13.900 денари, а пред неколку години изнесуваше околу 8.000 денари. А просечната пензија денеска е над 20.200 денари. Тоа значи дека од заробена држава на привилегираните, денес сме слободна држава на сите граѓани. Од држава која што парите ги трошеше на споменици и на лажен мермер, денес сме држава која што ги враќа парите назад кај граѓаните и ги инвестира во вакви капитални објекти и потреби за сите граѓани. За разлика од претходно, кога државата мораше секој месец да се задолжува за да може да исплати плати, пензии или субвенции, денес државата платите, пензиите, субвенциите ги исплаќа без никакво задолжување и без никаков проблем. Нашата грижа кон нашите сограѓани, пензионери, исто така ја продолжуваме. Донесена е нова методологија со која на пензионерите им гарантираме раст на пензиите. Сите 330.000 пензионери два пати годишно имаат гарантирано усогласување на пензиите, следејќи ги растот на трошоците на живот и порастот на просечната плата. Ова значи дека пензионерите веќе не зависат од нечија добра волја, дали ќе имаат или ќе немаат зголемување, туку имаат гарантирано зголемување на пензиите, како што растат трошоците и како што се зголемува просечната плата во државата. Ваквата методологија гарантира стабилен пензијски фонд и сигурна пензија на секој еден пензионер. Заедно со мојата колешка, министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска, се грижиме исто така и за жените од руралните средини, за жените земјоделки, подобрувајќи ја и нивната позиција во општеството. За прв пат, заедно со Јована, обезбедивме прва историска мерка за грант поддршка за руралните жени, за нивното земјоделско производство и производство на храна. Првин од 3.000 евра во 2019 година, па дури 6.000 евра во 2022 година. Голем број на грантови, на жени склучија договори и денеска од прак, од своите домови, од своите населени места и од своите села ги произведуваат најдобрите традиционални производи и ги продаваат легално од прак и од фарма. Меѓутоа, минатата година, заедно со Јована, обезбедивме и по 100.000 денари како поддршка за мајчинство на жените земјоделки, односно платено породилно отсуство за жените земјоделки, кое што се прави за прв пат во историјата, со што решивме еден децениски проблем кој што го имаа жените од руралните средини. Посветено работиме во интерес на сите граѓани, докажавме дека можеме, а заедно можеме уште повеќе да направиме. Затоа не се откажуваме и заедно продолжуваме и понатаму со нови мерки и со нови резултати за сите граѓани.